Ние сме Зелена алтернатива и Левица. Значи за вас сега има посебна и за вас посебно дисциплина. Ова не е сега намерено за вас. Добро. Што значи тоа дека треба да излеземе? Значи не бъркате. Па јавна расправа е. Не е злоупотреба. Злоупотреба е ова што го правите 4 години со законот и за пациентите и за производителите. Тоа е злоупотреба. Дали не може малку професионално и Па може, јас седев и ќутев, вие ми се обративте и ми кажавте да излезам со други зборови. Изгледано ви кажам дека не сме рашкани, дека не е болит, да бидете присутни на настанок. Вака сега, ние не сакаме да дојдеме на настанка што сме непожелни, ама во самиот мејл пишуваше јавна расправа. Јас денеска си оставив други обврски за да дојдам тука и сега вие ми викате ова не е за вас. Па јавна расправа е. Тогаш погрешно сте го напишале мејлот, има големо недоразбирање, ама тоа сепак е ваша грешка. Да не пишуваше јавна расправа, немаше да бидам тука. Мејлот и мене ми е препратен, ќе ви го покажам. Пишува јавна расправа. Точно знам што сум пишувал ја во законот 2016 година и што сум предлагал кога бевме заедно во работната група, се сеќавате и вие. И тоа не беше добра соработка. Тоаш ме избркавте. После тоа, мене животот ми се претвори во пекол. Не ме оставте нигде да зборам, нема јавно ништо. Сега ова вие што ми го кажувате на мене, дека после ќе не викнете, тоа се лаги кои ги слушам добри 7 години. Така исто ми излаже министерот Венко Филипче јавно на телевизија, во емисија. Никогаш не се случи таа покана. Јас немам никаква гаранција дека вие нас на некој друг состанок ќе не викнете. Дури и работната група што ја направи владата имаше само 3 или 4 состаноци и ништо не се реши. Како прво, вие правите таа атмосфера дека ние активистите сме против производителите. Производителите да не слушаат нас, до сега ќе продаваа и да не слушавте вие. Ки имавме супер закон. Ние, нашите предлози, секогаш ги тргате на маргини и на овој начин секогаш не бркате од сите битни состаноци. И тоа е срам за вас, срам е за оваа влада и срам е воопшто за вас како личности. Значи, набркате од јавен настан, сами си противречите. Тоа за вас ќе биде многу полошо, зашто после ова ние јавно ќе излеземе, зашто го имаме мејлот дека е јавна покана и јавен настан, а вие нас не бркате. А реално ние сме најзасегнатите. Тука другите производители се засегнати со пари. Ние сме засегнати со здравје. Ја имам Ходжкинсов лимфом. Сакате да излезам надвор и да чекам вие што ќе решите? Мора да се чујат и нашите барања. 4 години не држите да ќутиме во мрак. 4 години. Никој тука не е дојден да се кара. Ние сме дојдени тука да соработуваме, бараме соработка. Зашто сме и ние дел од проблемот. И нема смисла ова што го правите 4 години да продолжувате да го правите. Ние не сме закана ни за вас, ни за производителите. Чак што више ние сме тука за производителите на нас да ни продаваат. Они ќе имаат ќар од тоа. Стварно нема смисла ова што го правите. 4 години го правите. До сега требаше да има закон, да не се повторувам, нека почне расправата. На работна група кај што и вие сме членови, ама таа е очигледно за да биде алиби за извршната власт да си противе бизнес пакетот кој што они си го замислили. ЦВД сорти, ја би сакал си да вас да изнесам како произведувачи, дека ЦВД сортите во Македонија се више во слободна употреба. Не треба да се чека никаква дозвола. Би сакал кај вас да апелирам да ги извадите од гранични производи, да може и производителите и било кој сака уште веднаш да почне со продажба и заработка. Доказ за тоа дека ЦВД сортите кај нас се во слободна употреба, вие службен весник од 10 мај 2021 година, заради тоа што ЦВД и ЦВД сортите под 0,2% ТХC не ги третира член 215 од кривичен закон. Автоматски кај нас правот го чува лозјето на вас, тоа никој не ќе да ви го објасни, затоа и губите пари.
Вие во моментот може да произведувате CBD сорти, да ги продавате на улица. Коста кажа Дуковски сега пред малце, исто така дека тие сорти се продаваат сегде во Европа како тувки. Една Србија, кај што ако те фатат со ТХЦ joint имаш сериозни проблеми, почнаа да продаваат тувки со CBD на улица. Тоа е прво за вас што сакам да ви кажам, заради тоа што тоа може од денес да почнете да го правите без никакви ингеренции од министерства и така натака. Може и да го извезувате. А во однос на други како кажеш за продажбата е јасно како ќе го одгледувам. и тоа исто така работа. Ја не Ќе те глобат вефично, не е така. Зашто вие не се побуните заради тоа што ви барат лиценци, ви барат банкарски гаранции од по 30. Се бунат како не се бунат сега. А истите CBD сорти во Европа се одгледуваат на отворено небо без никаква регулација. Точно така. Треба да не поддржите сите вие за Него идете си вие. нас Идете и си. на вас. За жал, и сега оставите ме ја да зборам. За жал, државните институции секогаш не представуваат нас како уличари, како наркомани, за да немаме комуникација и ние, производители со луѓето стварно што ни треба. Они го држат законот 4 години, не сте мрднале, сте уложиле милиони, никој од вас не мрднал заради манипулации, заради тоа што и некои од лиценците господјата Савич што ги има даено се криминално дело. За тоа се лежи затвор. Некои од вас сте уложиле милиони евра во GMP, во ГАЦ по стандарди, господјата Савич има даено лиценци на кокошарници. Буквално на ниви со подликава жица. Така да ако чекате од тука да ви се реши законот, нема да ви се реши. Што да го излеговме од јавната расправа за закон за контрола на опојни други психотропни субстанции, на која што бевме присутни мимо индустријскиот сектор, јас, браќата Маслаковски и Филип Достоевски од Зелената алтернатива. Започна со половина час за досумање затоа што организаторката, посебниот советник господја Василко од Министерството за здравство одбиваше да го започне со останокот и набрка две медиумски екипи. Не знаеме што беше толку спорно, за среќа добивме поддршка и од производителите на кои не им пречеше да бидеме ние присутни. За волја на вистината беше исклучително конструктивен состанок, производувачите си имаат своји забелешки кои што се објективни и на кои што ние даваме поддршка, како што се бришење конкретно од Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка бараме бришење на банкарска гаранција од 300.000 евра, која што е крајно неортодоксна за ваков тип на бизнис, преформулирање на обврската да се даваат 10% после од научување во практично да биде услов за да се добие лиценца во рокот и да остане таа лиценца во рокот 18 месеци, да се пласираат производи на домашниот пазар за да се задоволат потребите и на пациентите, и како и бришење на крајно неприфатливиот предлог да продадете фирма или удел од канабис или удел од фирма во канабис да ви даде предлог за владата, да ви даде согласност владата кој што предлог е паден противуставен затоа што собственоста, приватната собственост е уставно загарантирана категорија и за жал воопшто не стана збор за што правиме со употребата на рекреативен канабис, односно со рекреативните корисници кои што ако остане вака се уште остануваат мимо законот. Само што заврши јавната дебата, на која прво сака да ни збрка, дури новинарите што беа присутни ги збрка, ама успеавме да се избориме, да издржиме машки до крај и останавме, бевме конструктивни, ги слушавме сите барања на производителите, сметаме дека тие барања се легитимни и дека производителите имаат исто така голем проблем, исто како корисниците, заради неслухот на оваа влада и на воопшто целата бирократија што стои позади овој проблем. Мислам дека ако производителите не поддржат, заедно корисниците и производителите ќе имаме многу подобар закон и едноставно мислам дека и производителите после оваа дебата се сложија дека граѓанскиот сектор мора да биде вклучен. Се случи јавна расправа во која јавноста не беше поканета, дознавме инцидентно вчера и денеска сакавме како политичка партија и како граѓани пред се да присуствуваме во дебатата за носењето на законот за канабис. Сметаме дека е крајно неубаво да биде вклучена само бизнис заедницата и да бидат вклучени само властите, без да се помисли за народот, за пациентите, за корисниците. Затоа ние како политичка партија
многу јасно ќе се заложиме за барањето и потребите на народот по оваа тема, а тоа е легализација и декриминализација на канабисот и исто така национализација, односно државата мора да ги има под своја капа и во управување и во менаџирање сите тие компании, сите тие кофи шопови што во иднина треба да се отвараат, да не бидат чисто приватни, ќе се залагаме државата да има удел во сите нив и да може да со нив да располага. Сето тоа ќе биде добро за буџетот, за граѓаните, за туризмот, трговијата. Се надевам дека нашите пратеници во парламентот преку амандмани ќе го подобрат овој закон во корист на народот.